морав да отидам една изјава, да го види народот клиничкиот и Ѓорчешево. На Пољана, како почнување на Пољана голема? И Александар Базен правеше каде го Не обележено. Како? Не обележено. Ништо нема. Обележено зајците што го има зајците тука бе. Ништо. Колку зајци има тука бе, тука зајците. И Александар беше и тој се глупира и тој. Не знаеш што е Не, само да кажем, таму зајци има ноци. Некој ќе поверува стварно дека се краде Не, клинички не. центар. Нема ништо. Има и луѓе што затоа. Не, право, ние овде знаеме, Ние си знаеме, така? ама некој приде подок и кај. Затоа ја предупредувам да види народот. Денеска отидов, нека гледам позади дали има клинички. Како изгледа градбата? Они ми викаат пред некој време има 230 км автопат. Значи да ги броите и од ВМРО нема толку. А они како ги изгради, кај се? Страшно работа. не ти одговори. Па еде за нас пензионери. Може на Марс Кај се тие пари што ни ги дава, еве? Пензионери, некој дема пари. Ќе пушти и од тама река. Како? Пензионери. Пензионери. Кажува дека толку пари 2000, 1500, 2000, ја немам ништо да ме, дали само мене не ми дава пари. На некоја друга картичка пушта. Ева кај е твоја картичка, знаа дека е толку. Не, ја утнаде картичката. Проекти која запна, проекти имаме кој проект само два има направено. Ја кога беше тоа кога се избегуваме да се нервиравме за што палеа со ова џубристава на депонијава. Регова му не окажуваат сето што. Викам има два проекти, ви се не направено човекот. Што? Една донесе депонијата во одбор не донесе. Втора направи џамија до куќа, секоја сабајле уште 4 викат ала. Тоа ќе бојам пред куќа. Така да. Вика до председателот на општински. Што правиме се со таа џамија? Само нешто да прашам. Кој? Еве вие ке што садите во парламентот, вамо тамо, кој го направи тие она згради, кој ги конструкцијата сега, кој прави ремонт? А да му срам на тој што критикува тој. Тоа има ознака тука, човек, тука има ознака. Не знаете? Бега од него. И Господ, тој и ќавол бега од него. Слушате ли ме не вака? Тој Клетва да го фати, клетва. Клетва го фати. Некако им се погодија сите објекти од што ги градат. Сите. Во парламентот како имаше се како направи? Не, парламентот се правеше целосно, се реставрираше таму. Куполи се направија, посебно сала горе се направи, читално. Добро ни успеа, ја не успеа. Да зборувам. Едно прашање од мене за вас. Ја ќе прашам пошто другите друга работа. Се фала дека у НАТО влезнавме. Сите така, тоа е убаво, безбедност имаме, надворешни граници заштитени. Македонија колку пари треба да дава за НАТО секоја година? 2% од тоа. Ако ние немаме економија... Колку треба, земји ми не дава. Друго ми е зборот. Ние имаме економија испод нула. Треба да даваме. Дали тие пари само со кредити надворешни ние ќе се презадолжуваме сега? Јас сега ти кажам На тоа прашање да одговорат и од СДСМ, еве и вие супер, вака, тоа за ја утре сум солиден да спасам. идејно само кои пари ние ако немаме економија да платиме. Како ние ќе оплатиме кредит врз кредит? Значи кога одиме со еден кредит, земаме друг кредит да платиме нешто и само кредит тупаме еден врз друг. Не само тоа. Значи од таа гледна точка на тоа размислувате емоција. Не, супер, на местото ти сам има друг проблем. Што толку сме задолжени што СДС сме и себе си вика до септември, што ќе правиме после со Господ напред. Ние до септември ќе немаме пари у буџет. Јас ви кажувам отворено. Значи ќе биде страшна работа, а ти што убаво што викаш, ќе се репрограмираат кредитите, каматите пак ќе стигаат. И пак ќе треба да се задолжуваме како држава. Зашто? Што нема капитални инвестиции, тие што враќаат. Пример, вие ако имате капитален проект од 400 милиони евра, раздвижуваш економија, фирми работат, се идат плати, сега што прават? Нема, застана. А парите ги нема, парите се трошат. И убаво ти е на место тие дезави, треба ги ги прашам. Да видиш што ќе одговорат. Ти речат, ние вложуваме во човечките ресурси. Една работа, се работи во безбедностните структури. А безбедноста од страната е гарантира некој друг. Ама ние, ако немаме безбедност внатре, на економското ние однатре ќе се распаднеме. Значи, во тој сегмент НАТО нас, колку ни е помош за однадвор, ние се распаѓаме однатре економски, се распаѓаме, и затоа ние треба да ги удрите вие, како представници на парламент, што ќе ви да утре на сето на дебата, да ги да сочите. Македонија или државата или граѓаните на Македонија плаќаат 2% од буџетот. Економијата наша не ствара толку профит што ние да платиме. Значи мора од странство да земеме кредит
за да платиме за надворешната граница, а да ја штитиме. А со тоа правиме уште едно поголемо нарушување на внатрешните безбедносни работи. Значи внатрешно ние уште поќе тониме. Значи ако имаме ние внатрешно кога се распаѓаме, тогаш многу тешка состојбата. Дури е поопасна него од надворешниот непријател. Не се случајно ние ставивме столот на дно. Зашто буквално е така. Нас и не биде многу тешко, но ние сме свесни. И многу луѓе се сеќавам на состаноци вика сега најтешко време, ако дојдеме на власт, имаме многу проблеми. И јас се сеќавам на тие состаноци, ја им викам баш. Ама баш затоа треба да дојдеме. Ако не дојдеме сега најтешко, ако ги оставиме вие, за година две што ќе правиме? Сега видете, ја не обвинувам никој за пандемија, се случи во цел свет. Така? Тоа што ќе трпиме. Да. Не, и економски ослабна државата, нормално. Ама не се враќа кон стопанство. Гледате колку мали дуќанчиња немаат работа. Баш ти што викаш, не се врти економијата. Многу гранки престанаа со работа. Сега бевме една компанија, нема луѓе таму. Не доаѓаат, вика, се плашат луѓе, нарачуваат од дома. Све е отежнато, вика, треба некој да отпуштиме од работа. Тоа е реалноста на таму. Но има, треба каписни, финансиски каписни, наместо еден ваучер од 3000 денари, не им се дадат на маливи и средни предпријатија да имаат обрат, да малце да ги живнеат. Зашто вака не се гледа, освен дуќанчиња што имаат работа, многу други патат. И утре како ќе има поголеми пензии ако немаме обрат во економија? Како ќе имаме поголеми плати? Сега ги слушам последно, кажуваат и намалија од јавна администрација 20%. А до вчера, привремени вработување колку сакат, во време на големна ситуација. Набутаа еден куп луѓе. Сега, кој да им верува? И право се, треба внимателно све да се гледа. И затоа на 15-ти народов со разум. Со свој мозок нека си размислува. Кај сака да тера? А дека ќе биде тешко, ама ВМРО е создадено за тешки работи. Ама вие сте тука за да победите, да им кажете дека со нивната пофалба, со тоа што те фалат, колку што е добро, толку за народот уште потешка ситуација е. Со тоа што не створиле економија, прво треба да направат економија, па после другото све. Просто ето, ако да земете потрошувачки или кој да го потроши, ти треба после да го враќате. А ако земете и ако отворите едно продавничек, има плата, нешто ќе се враќа. Говориме за да имаш профит, точно тоа, исто како на сега куќа. париве се фрлени. Да. Они не и друга теза што слушна. Вика, ако се врати ВМРО, веќе ќе немало проекти. Ние сме тие што правиме проекти и затоа не треба да се врати. А кој тој проект што го направи? Такви реклами треба. Ама кој е тој? Тоа е 100 пати кажа на вага. Таа е Јас сите проекти, ја дека и тие сега што ги довршува све се од време на ВМРО. Тие нов проект Мако, нема нека ги завршат и тоа е раздвижување на економија. Ама не ги завршуваат, ево Поче за ништо, бе. автопатот уште стои немртво. Абе, секој ден горе на клиничките ишерам нешто, не можам да го најдам, бе. Ќе ти помогнеме, Да ние им ќе вратам бараме. нешто. Абе, луѓе, овде ние сме и постари и помлади, а ние постари да сме научени и на сиромаштија, и на маки, и на онако. Ќе имаме трпение, ќе дојде, ќе се најде чаре некако со сиромаштијата се стои. Ама државава ни оди. Гледате што се случува, сега овако тез да ме прашам на пример. Преспански договор, Охридски договор, со сите договори, Македонија, и сега кој е наред? Дојрански некој, со уште таму да поеме? Тирански имаш. Не, околу езерава е, работел околу езерава. Ние толку езера имаме. Преспанско, Охридско и Дојранско. Сега на Дојранско езеро, гледаш што ќе се случи сега. Ово ми вели премиер Албанец. Нека биде Албанец, ако е способен, нека биде премиер. Нека биде премиер, ако е толку веќе дојде до онако. Ама да чини за државата. Не гледа, кој гледа за државата? Не може биде премиер Албанец со 10% гласачи што излезе, Овој, тој да биде премиер. Сакаше да каже ако е квалитетен човек, може ВМРО да биде, така? Ама ВМРО нека си предложи да го изгласат 50%, нека биде Албанец. Ама се по езерава доаѓа. Преспански и 10% гласови тој да биде Охридскиот премиер. договор, што Види, направи? ја на телевизија кажам, не навлегувам у таа дебата, Кристијан ќе видиш што сега да 2 сати на телевизија збориме, кој ќе види, што ќе види, ние сме решили. Некоме тоа да го решиме. Ама мене околу договориме би. Све по езерава овде. Така е. Со Охридскиот договор што направиме? Македонија, кај доведовме со Охридскиот договор, што направиме? Еве го Преспанскиот договор, сега уште кај Дојранско. Ја тикнеш. Уште Дојранско, не, за овие, за вештачките после, сега овие големи. На порачка езеро ќе Сега бугарите ли ќе не ставаат во онако? Или со тој договор што ќе се случува, па уште ќе приграбат од А не Македонија. за џабе онакви мајци носи народ. Баш.
Кога се Не дошли е случајно. Знаеш зашто губија македонизм. Пробуваат да не заклjučат дека све е едноставно, дека све е исто. Јас директно преговарав со Бугарија за добрососедски односи. Јас бев тој председател на групата. Тоа бев државен секретар во министерство и секој ден седев со бугарската страна. Не попуштивме на ниту едно македонско барање. На Тоа е крајот цел- од денот и да нема договор. И да нема. Тоа е Што вие кога целта се на... сложите за едно, потоа за второ, за трето, тоа зашто сме застанале таму ние како државни представници? Тогаш кој било може, биде Бланко, нека помине се, не може така. Ќе ви кажам една работа Само друга. уште една работа. И тоа се сеќавам, предложија празници заедно да славиме. Ние си предложивме еден празник заедно да славиме, Денот на Европа. Тоа е вака заеднички празник, ма не може Гоце Делчев да го слави. Но има некои луѓе што се веќе прифатат, тоа е проблем. Зашто нема национално единство. Па и Ние сме прифаќаат партија за некои, такво. Како? Прифаќаат веќе. Они прифати, ама можат уште повеќе. Баш и слоганот има така. Можат уште повеќе. Така да внимаваме. Па тоа го, дали дојдовме веќе до целта, кој рекол околу договориве, околу езерата. Сега мене, јас се плачам, вистина се плачам, да нема трет договор, да не наместо за некој договор уште од другата страна. Не може да има договор. Па више доста е во дојра. И да ти кажам искрено, треба да имаме убедлива разлика. Треба да видиме овие избори со најмногу број на пратеници, после ќе ни биде касно. Вие порно знаете од мене, сте поминале повише од мене, знаете што низ историјава се случувала, но утре ние треба за до Европска унија да стигнеме, ни треба 10 години, да бидеме вака искрени, треба секој поглавје да се отвори. Па утре Бугарија може да ни става вето на се. Тоа е сериозна работа, не е тоа туку така. И затоа ние треба да реформиме се ги правиме за себе, а не за некој друг. Да си направиме половар тука живо. Барем јас така мислам, може грешам. Само ако се работи домаќински. Европска унија во последниве 15 години нема теорија да види како до тоа и тие не се дека Европска Не унија веќе треба се деди луѓе, на не два треба дела. страв више. Источна Доста се Европска плачува, унија и го што да се на два дела. плачува. Што значи дека ние ако и да има Европска си нека унија ќе не стават во друг пакет. Нема оние Централна Европа што е Германија, Франција да не примаат. Швајцарија не е во Европска унија, па што и фали. Многу банки има, вака. Многу банки, има и има во душата, има друг Да, систем, добра економија, добра економија. добра економија и има и систем на политика. Систем на политика да. и кај нив И политиката... системот за политика веќе падна многу доле, треба да се гради од почетокот. Тие вредности морат да се вратат назад. Чувство за државност. Кај нас полека сакаат да губиат тоа. И тоа е проблем. Ама веќе уништено е, готово, со све повеќе последниве 3-4 години унишен е системот. Значи, како партија ние мораме сега нов систем да се гради, вредностите да се враќаат назад. ВМРО-ДПМН има задача прво да врати политичкиот систем назад, да го крене горе, а после тоа паралелно со него и економијата да ја тера. Другите работи се небитни работи. Ни НАТО, ни Европска унија. Овие две работи за една држава да обстои се најбитни работи две. И тоа треба да значи приоритетна задача на партијата. Значи, системот, политичкиот систем, кревање на повисок стадиум и економијата под кревање. Ја ќе додам уште една работа, криминалци у затвор седат. Кога има Да се политички конфискува, систем, да се конфискува секој после да се Јас добие ми на за тоа, независно од која партија се, сите што правеле криминал, доста е. секој си одговара. Што брскал во туѓ джеб, Вие сте повозрастни од мене, моја децава тука не живеат у Ѓорче, сакам да останат у Ѓорче да живеат. ако можел татко ти цел живот да работи, да се мачи, Да се мачи. да заработи, ако се можела цел живот да се мачам со труд со работа, да стекнувам све, и другите нека, кој земал Секој, точно. гага, нека врати, нека Нека врати. врати, нека плати. Секојаш во време на СДСМ најнаш се појавуваат страшно богати бизнисмени. Што вие не сте попаметни, они се непаметни. Све искривени вредности се. Али луѓе има позитивни работи, ќе си дојде и позитивното наше време, да не видиме вака мрачница. Сепак има добри луѓе што Треба мислат добро на здраво да се тргне настан. Нема од што више се плаши овој народ македонски напатен. Уште има луѓе, јас верувам, ви кажувам, јас сум повозрастен од вас, еве да речем. Има луѓе на вистина што се плашат. Нема од што да се плашат. Нема со што да не заплашуваат и што да не прават. Поминаве тоа време, луѓето се свесни сега и отидовме напред. Уште во времето, ја на случајно носам некој презиме, Ѓурчиновски. Ѓурчиновски е прадедо, ќе кажам два-три збора за мене, пошто многу луѓе знаат и не знаат. Ѓурчин војвода и по мајка и по татко имам двајца дедовци Ѓурчиновци, едни и од другите од другата страна. Е убиен на 88 години, пошто не можел до тогаш, докога бил помлад, никој не можел да му
да му направи нешто друго. И кога во Брод, јас сум од македонски Брод по потекло тада. Кога во Брод дошло време да се пали цара, да се чистат од тука бегоите на Брод. Отише ноќе, дедо ми прв со 7 синови имал, со синовите, 4 отише таму да го палат да ги чистат натаму. И сега се крие бегото таму, му вика, Ѓурчине, што ќе правиш утре кој ќе се раздели, да ми простат дамиве и господава, утре ќе врзам чинтијаните. На анамите ќе ми врзам чинтијаните. Значи не се плашел човекот нека. Не се плашел, ама бил силен, бил јак, имал синови, 7. Кој што може? Кој може да дојде до него? Сега народот е уплашен. Значи тој во тоа време ако не се плаши. Зошто денеска да се плашиме? Значи треба некаде некој работа да се одбрани, па макар и што да бил. Он знаел дека ќе, значи 88 години, 18 луѓе домаќини како него што бил натаму, се убиени на едно место присој таму што го видат Пеница. Ама не се плашени, но луѓе што не се плашени. И денеска треба да имаме такви луѓе. Ама тие се плашеле од друга страна, од странска сила, натаму ние од наши вели дома се плашиме од џамбази, од предавници. Нема плашење бе луѓе. Охрабрете го народ кој одиме во собири, во комшилуци, на пазари, охрабрете го народ да не се плаши више. Па се охрабрува народ. Па се охрабрува, ама споро ми иде некако, споро. Не, многу. Јас тргам и денеска проблеми имам, друг пат ти ви кажувам за тие работи. И денеска имам проблеми заради тоа што малку настапувам поагресивно и некаде да збора. Меѓутоа, мора да се помине таа болест. Ова е веќе болест, не е нешто друго. Пандемија, не е пандемија страшна, веќе помине. Ти чувај здравје сега. Ќе помине таа бе. Помрни се остае таа работа, чувајте здравје. Помине таа бе. Немам гајле, имам 65 години, уште не се Младци. Па јас се постарал денес. 67 ја имам што. Други да ве поздравам, фала што одвоивте време. Па се гледаме зубави работи. Ваши. Поздрав и Фала на благодарам. времето на сите. Да не ве поздравувам вака. Ќе се видиме. 6-2 пратилника кој да направите, Да направиме. се караме. Ние треба да направиме. 6-2 нека видат и Јас сум да минат не на се вака караме. пој. Ајде се гледаме.